Денеска се навршуваат 24 години од еден од најтажните денови во поновата историја на Македонија. Денот кога кај местноста Карпалак од страна на терористите во заседа беа убиени 10 мина прилепчани. Прилеп денеска им оддаде почит со положување на свежо цвеќе на нивните вечни почивалишта. Панихида, а пред споменикот Карпалак се одржа и централната манифестација. Беше истакнато дека ние, како идни генерации, треба да го продолжиме нивното дело и љубов кон татковината и да не дозволиме ова зло да се повтори. Нивната жртва е наш аманет. Нивната љубов кон Македонија е наша водилка. Нивната храброст е темел на иднината што ја градиме. Тивко, достоинствено, со мир, разбирање и заедништво. Денес не сме само тука да се подсетиме. Денес сме тука да ветиме дека нема да ги заборавиме, дека ќе ги учиме нашите деца за нив, дека ќе ја чуваме оваа земја што ја сакале повеќе од својот живот. Карпалак е рана, но и завет. Завет дека Македонија ќе биде држава на правда, на мир и на достоинство. Завет дека нема да има повеќе поделби и омраза. Пред присутните се обрати заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски и самиот учесник и преживеан од овој настан. Ристевски истакна дека овие луѓе се големи херои на Македонија, кои што ја дадоа најголемата жртва за својата татковина. Нешто што никој од нас ниту смее, ниту може да го заборави. Нивните имена вечно ќе останат во нашата меморија. А нашата должност е достоинствено да ги честуваме, да се сеќаваме на нивната жртва и да го пренесеме нивното херојство и љубов кон Македонија на нашите деца и идните генерации. Навистина сум горд што Прилеп и Република Македонија 24 години достоинствено им оддава почит на паднатите херои, ја честува нивната храброст, жртва и идеал. Почит кон загинатите денеска беше оддадена и на местноста Карпалак, каде што се случи овој грозоморен настан.